Најмалку по 300 евра ќе им легнат на сметките на работниците до крајот на годината. Согласно законот, газдите до 31 декември треба да исплатат регрес за годишен одмор, кој изнесува најмалку 40% од просечната плата, а најмногу 100%. К15 им следува и на административците, кој е помал за 100 евра од оној кој се исплаќа во приватниот сектор. Износот кој што треба да го очекуваат на своите сметки во нето од јавен сектор вработените е 12.300 денари, додека приватен сектор е 40% од просечната плата, излегува 18.100 денари. Подсетуваме дека тоа се минимум на износи кои што треба да ги добијат работниците, а секако не се исклучува можноста да имаме позитивни примери како и лани минатите години да земе некој 100% регрес, односно 45.000 денари колку што е просечната плата во државата. Работодавачите веќе си ги знаат обврските и ретко кој не исплаќа К15, вели Пешевски. Минатата година имало 22 пријави од вкупно 4000 работници, и тоа претежно од текстилната индустрија. За годинава се очекуваат помали бројки, со оглед на тоа дека расте бројот на работодавачи кои исплаќаат 100% сумата, но тоа најчесто се странски компании. Позитивен пример бележи членството во индустријата за градежни материјали, каде што голем дел од тие инвеститори, да кажам, или странски газди во Македонија во нивните фабрики и компании исплатуваат веќе 100%. Меѓутоа, таков износ е и утврден во колективниот договор. За разлика од нив, има позитивни примери и кај македонските работодавачи, но се уште имаме и примери во поголем дел, да кажам, во мали и микрокомпании, каде што износот е навистина оној минимум до денар колку што е загарантиран со општиот колективен договор. Ако вработените не го добијат законскиот минимум за К15, можат да пријават во синдикатот или во Државниот инспекторат за труд. Наташа Мерстовска, Сител телевизија.